Ниту најпедантните хроничари не би можеле да исплетат таков летопис во кој би ги прибрале сите најавени, одјавени, заборавени па вратени историски чинови и дејствија, кои ги меле владиниот, медиумско-политички, пропаганден времеплов. Во однос на изградбата на ургентниот центар во Куманово, нов ургентен хируршки центар и современа опрема ќе добие Кумановската болница. Вкупната инвестиција во оваа здравствена установа е над 40 милиони денари. Ургентниот треба да биде готов до крајот на идната година. во однос на изградбата на ургентниот центар во Куманово, Нов ургентен центар во Куманово ќе почне да се гради за околу 1 месец. Вака ќе изгледа новиот ургентен центар во Куманово. Градежните работи планирано е да почнат во ноември, а треба да биде готов за 15 месеци. Хронолошката нишка е толку долга што веројатно е нормално да се простува за непрецизноста која постојано ја губи битката со времето, а тоа е подложно на модификации во зависност од количеството лажно детерминирани ветувања. Охрид ќе добие нов современ дом на култура и театар. Охрид ќе добие нов современ театар. На местото на сегашниот центар за култура ќе се гради нов театар и современа киносала. Охрид ќе добие нов современ театар. Урбанистичко-планската документација е завршена. Од будното следење на ваквите најави не може да се добие ништо повеќе од сериозна главоболка од и малото луфтирање на архивата ја размрдува правта зад која се крие подлата манипулација при употребата на термините наскоро, за брзо време, наредната година. А таму веќе чекаат остарените, а млади партиски полтрони, кои водат грациозно небулозна дебата и влегуваат во идеолошки конфликт, расправајќи за имплементацијата на воодушевувачко иновативните проекти на нивниот лидер. Тие перални би биле близко до студентските домови, би биле приватни и во неа би можеле да работат студенти, што би се отворило простор за работа кај младите. А до негде се согласувам, но сепак би било најдобро да бидат во студентските домови, да бидат под државата и да се грижи државата за овие перални и сушални. Штом ова е главната грижа на структурата која партијата на власт ја промовира како своја идна кадровска понуда, тогаш многу логично звучат свиленкасто ужалените тонови кои ги труби господјата министерка, загрижена за состојбата која ја снашла македонската државна администрација. Не е тајна дека пола администрација е на енапидиазепам од сите овие нервози кои што и се случуваат континуирано. Признанието дека барем едната половинка е здрава звучи охрабрувачки и би требало да влијае врз свеста на нацијата. Треба да се направи нешто за нешто да се реши. Значи мораме нешто да речеме стоп, или ќе не биде вид или не ќе не биде вид. И на крајот. во однос на изградбата на ургентниот центар во Куманово, Ургентниот во Куманово веќе не врши работа. Ургентна е Македонија.